Меѓутоа, има гужви на бензинските, се чека владата да го намали ДДВ-то, додека земите во регионот веќе ги замрзнаат цените. Абе, гледайте се, значи, многу добар наслов. Земите во регионот мора и треба да реагираат побрзо од нас. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што они се посиромашни од нас. Они мораат побрзо да реагираат затоа што може уште поише сиромашни да станат. Ние сме веќе, како вика Мицко, 6 квартали поред расна економијата. 2 години сме трета или четврта економија, не сум сигурен дали у Европа или у светов. Значи, убедлив раст. Расне минималната плата за цели 25 евра наредниот месец. Економијата брилира. Растураме. Нема потреба да се брза толку. Мицко рече дека ќе реагира владата, дека будно ги следи работите. Прво што рече, пред 3 дена, тоа го симнув, ќе го објавам ова после на Facebook и мене у статус. Пред 3 дена вака рече: имав средба со представници на нафтената индустрија во државата. Го видовте со Пуцко, Муцко, со сите беше. Нели, Мак Петрол. Разговаравме за актуелната состојба со нафтените деривати. Имајќи ја предвид кризата на Блискиот исток и глобалните предизвици во оваа индустрија. И тогаш заклучивме дека нема простор за загриженост и дека состојбата е целосно под контрола. Залихи на горива има и нафтените потреби целосно се задоволуваат. Ова го рече пред 3 дена. И како што го рече, денеска ви зачука 20% зголемување на цената на дизелот. Зашто е ова добро? За владата. Затоа што поголема цена по литар значи поголем данок за владата. Значи повеќе пари на располагање на сметките на државата, значи повеќе можност за тендери, повеќе можност за baby beef, аспарагус, луксус, раскош и така натаму. Зашто е добро? Има и уште една димензија. Автоматски сега се зголемуваат дневниците, односно патните трошоци за пратениците. Значи, зашто ви велам јас додека на некој не му се стемни, на друг не му се разденува? Сега ќе се пресметува 20% поголема цена по километар за пратениците. Чиста работа. Зашто е ова Украина линија добро и за вас? Возете точак. Одете пешки. Ке се раздвижите кардиоваскуларен систем, ќе го оптеретите малку да се вратиме у форма. Помалку ќе го загадувате градот. Предпоставиме дека сте во Скопје. Така што, мислам дека е време и место да и се заблагодариме на владата што се грижи вака за нас. Нели е така? Сега и цените у маркетите бузи отидат малце нагоре, така е. Мислам, тоа е соодветно. Меѓутоа, имам решение. Ако гледат од владата, нека му пренесат со чело на Мицко предлозите. И ова е добра мерка ако погледнеш кон нас. Затоа што за да биде здрава нацијата треба помалку да се јаде. Например, ако имате вишок килажа, ладно ви е, ќе примените методот на Мицко. Се сеќавате кога велеше дека дома поладно 1 степен 2 со кебенца се покрива, штедат на струја. Значи, ќе намалите трошоки за струја. Друго, научно е докажано дека на поладно, ако сте цело време изложени, повеќе се горат калории. Значи, може побрзо да ослабете ако имате вишок калории. И ако
не умрете умеѓу време од студ. Значи, како и да е, владата мора секогаш да знаете, да имате у предвид дека владата се грижи за вас. Не име на нив за даноците за беби бифот и за аспарагусот и за тендерите. Тоа е само попатно да не биде дека не го прават тоа, да не биде дека се ептен скромни, па не име згодно од другите колеги од другите држави. Основното што владата сака да го постигне е вашето здравје, вашата витка става, вашиот здрав кардиоваскуларен систем и живење во средина со чист воздух. Се разбира ако одлучат да престанат да го горат токсичниот отпад во Скопје, но тоа е друга приказна, за тоа ќе зборуваме во друга прилика.